Домакинче, децата кај се? Ги пратив домаќина во планина да соберат некоја оскуруша, па да сварам едно чурбуле. А само чурбуле ли ќе сркаме или има и малку лепче, а? Има уште малку. А има и брашненце уште малку и потоа... Не знам. Еве го и Великден кајде. Нема што да приготвиме. Да земеме да почнеме да питаме. Како бе, жено, да питаме? Од кого да питаме? Во селово нема човек што ќе даде, а и тие што имаат не даваат. А и срамота да питаме, здрави, прави, да питаме. А каде да се главиме за работа? Кому му треба? Момок, работник, никому. Еве и ти. И книга знаеш, и писмо знаеш да пееш. Ама кому му треба тоа, бре, домаќине? Джабе бе, жено. Во главата имам, ама под пазувите ништо немам. Туку ти да ме послушаш мене. Да појдеш да го помолиш брата ти уште еднаш, да ти позајми некоја пара. Знае дека си умен. Знае дека ќе работиш и дека ќе му ги вратиш. Амори, жено, знаеш каков човек е, тој нема да даде. Еве, ќе се пресрамам и ќе појдам уште еднаш. Ама ако не ми даде, да легнеме, да испоумреме за леп, кај него моја нога веќе не стапнува. Еве го пак овој Копуков. Братот мој од Господ Отепан. Пак ќе ми е труе душата со тоа неговата сиромаштија. Пак ќе бара пари назаем, пак ќе бара ова, пак ќе бара она, бре, како не се предомисли еднаш, како не се застрами од пред себе и од пред мене. Еве го влез. Ја па си ја лажев душава дека ќе се предомисли, ќе му остај раат. Добар ден, брате. Нема. Што нема? Мислам, кого нема? Море, не прај се будала. Оти убаво знаеш што немало во оваа куќа, што нема и што никогаш нема да го добиеш ти и таквите како тебе. Од Господ Отепан. Слушај, Господ, кој знае од кога кренал раце од таквите како тебе. Таму кај што требал да даде, дал. Како мене што ми дал. И кажав на домакинката дека не треба да доаѓам, ама таа не ме пушти да не дојдам. Прав си, брате, кога велиш дека Господ сполај му на името, така сакал.
Ако Господ сака да умреме од гладија, така нека биде. Ама да си знам уште една работа. Дека за мене тука портата е затворена за секогаш. Абре, умен си ти, само не треба многу да се зборува. Во главата имам, ама пазувите ми се празни, брате. Ако Господ е голем, гледа, може ќе ја види мојата сиромаштија и ќе се смилува, па ќе поможи некако. Господ одамна кренал раце од таквите како тебе. Туку, ајде, патот под нас. Не плаши се, брате. Нема да заседнам. Барем на децата да се нажалеше. Добар ден, добар човеку. Добар ден, патнику. Те гледам вака, како одиш и сам се зборуваш со себе и викам, човеков си има некоја мака. Та застанав да те прашам нешто, а и да те ги трнам тие мислите што ти одат во главата и ти прават да зборуваш сам со себе. Велам дека во главата имам, ама пазувите ми се празни. Како, што рече? Не те разбрав добро. Велам дека ум имам, пари немам. Тоа велам. Дома жената и децата ми гладуваат, а јас со тоа што сум умен, учен, што знам да читам книги, ајр не видов некој. Слушај, човеку, сега ќе ти речам нешто. И мене Господ ме пратил кај тебе, а и тебе кај мене. За да се сретниме и да се договориме нешто што ќе е арно и за тебе и за мене. Гледај си го патот. Чекај, човеку, не брзај, не брзај. Маката те натерала, та не можеш да го видиш арното што ти стои на патот. Ти рече дека си пејан човек и дека знаеш писмо, не? Да, реков. Да ти кажам, дека сега ќе го видиш арното. Мене таков човек ми треба. Мака ми е веќе да работам работата што сум ја фатил, да ти кажам право сам, и од патиштава куќата не можам да се видам. Па затоа ќе ми треба човек како тебе што е пејан и што знае писмо. Ама јас за трговија ништо не знам. А и за да лавери не ме бива. Чекај, јас не те оставам туку така да трниш. Ке ти кажам се и ке ти прераскажам што треба да знаеш за почеток. А другото ќе го научиш сам, ако, како што вериш, си имал ум во главата. Сполајти, ама не можам така. Не можам да ги оставам жената и децата да гладуваат. Вака, секој ден, ќе закрпам некако. Слушај, јас имам жена и деца и знам дека не можеш да ги оставиш така без ништо. Затоа, ќе ти дадам 1000 гроша. Да ги земиш, да ги однесиш дома за јадење. Слушна, кога ќе спечелиш, ќе ми ги вратиш. Другото ќе си го однесиш дома, ако спечелиш. И не се плашиш дека ќе побегнам со париве? Цел живот работам со луѓе. И веднаш што му го видам човекот, знам што е и како е. Сега оди дома и поздрави се, а јас ќе те чекам тука, под дрвото. Со честна работа, да знаеш дека може да заработиш, и тоа добро.
Сполајти, чекај ме, ќе се вратам. Со здравие да ми останеш, домаќинке. Добре, домаќине, и да ти кажам да не одиш, нема да ме послушаш. И не треба да те послушам, домаќинке. Најпосле и нас Господ ни има малку наум и не треба да си газиме на среќата. Ти да ми останеш со здравие и да ми ги чуваш децата. А јас, ако даде Господ, па ќе се вратам. Ајде, домаќине, со среќа и со лесно нека ти биде и патот и враќањето. Треба да тргнам, зашто човекот ќе си помисли дека му побегнав со парите. Ај, со здравие. Домаќине, еве ти една смоква за попат. Сполајти, домаќинке, дај ми ја на децата. Треба да тргнам. Ајде, со здравие, домаќине. Со здравие, домаќинке. Еве, мои умен пријателе, стигнавме. Еве, ова е мојата куќа. Брат ми е богат, ама ова што го гледам, ни насон не можев да го видам, ниту да го замислам. Па ова не е куќа, ова е сарај. И ти, ако си умен, како што велиш, ќе се изнагледаш вакви убајни повеков. Оти, имам наум да те пратам на далеки патишта. И таму со големци да чиниш голема трговија. Се нешто се мислам да не се прелагав малку, а? Ум имам, ама знаење. Ти останеш кај мене 1-2 месеци. Јас се ќе те научам што треба и тогаш ќе те пуштам на пат. Така. Туку сега, ајде да се одмориме малку од патов, а за другото ќе умислиме утре. Ајде. И? Нема да ме послушаш. Постара сестра сум и ке ме слушаш. Абе, ако си постара, не значи дека си попаметна, бре, сестра, ама. Поумна сум од тебе. И помала да сум, поумна сум, затоа што ова што го правиш, брате. Ова никој не би го направил. Кој е овој човек? Кај го најде? Зошто го доведе? Го гледаш каков е? Си го најдов. Ама се даваат пари на човек што не го знаеш, еј. Абе, ти гледај си својата работа, јас ќе си гледам мојата работа. Па ти си ја гледаш својата работа цел живот, убо си ја гледаш. Што ти тек на сега одеднаш вакви работи да правиш, знам што е. Што е? Што е? Тебе насон нешто да не ти дошло? Да не ти се јавил некој да ти рече собери некој будала и да е пари? Така е, ми дојде насон. Насон ми дојде. Ова го кажуваш само за да не зборувам. Па што да ти правам, бе, сестра? Ај. Нема, Ама, слушај се, оди таму, речи на таа слугинката, нека спреми на добро јадење и гледај си своја работа. Ајде. Јас ја знам мојата работа. Си ја знаеш? Еми, кој ги направи овие куќи овдека? Ти да не ги направи? Ти ги направи и сега сакаш да ги урнеш? Не. Ќе те кажам на домакинката твоја, ќе те кажам само нека се врати, ќе те кажам. Да имаш... Братци ми треба да те бранам, ама ќе те кажам, на жената ќе те кажам. Па кажи ме, кажи ме. Ти треба да имаш доверба во мене. И слушај, и таму сремете му на човекот некој добро облекло се облече. Треба да се облече. Треба да се облече, оти ваков како што го видов. И те молам. Ти гледај си својата работа, јас си гледам мојата работа и така среќно и весело ќе си живееме. Добро. Ај, оди брке работа. Кажи. Значи? Нема да ме послуша. Не те послуша. Твоја работа. Како многу пати, сестро. Ајде. Твој грб, твој самар. Сестро,
Само за да не Оди во зборувам. куњата, аман. Оди, аман, аман. Ајде на здравје, нека е. Здраве, нека е. За многу години, ајде. Добар ден. Добар ден, добар ден. Мејанџи, 3 раки. Димко, абе, дојди седи со нас овде. Арна би, Арна. Добро ти е? Добро, добро. Хајде, уште. Ајде, на здравје за убаво. Заедно за убаво. Друго нешто ти треба? Донеси мезе, не ходи ракијата наголо. Па, пријатели, годинава многу работа ни се собра, ама и убав берикет собравме. Така е, Бога. Ајде сега да фрлиме уште по една, да не оди уште подобро. Така. Ајде на здрави. Како тече ракијата в грло, така парите в джеп. Ракијата, Лазаре, не стои како в буре. Таа тече в грло, па слегува надолу. Па кој ќе удри после нагоре, Нагоре, оп, по тумбата. После надолу во нозете. Полека со пењевот и дома треба да се одиме, луѓе. Ајде, ти барем не треба да бериш гајле за тоа. Димко не пие, има кој да те одведе дома. Така е. Така ли е, Димко? Така е, додека сум јас тука не треба да бери гајле. ста мене, тебе, Димко ти се погоди. Аферим. Димко, убави работи за тебе слушам јас. Го учам занаетот полека, ама досега ситни работи беа. Сега те чека голема работа. Ако ја завршиш како што треба, ќе бидеш голем трговец. А кога? Овие денови ќе ти дадам стока за 10 геми. И ако ја продадеш за добри пари, јас тогаш ќе може малку да се одморам. Ајде да е работата. Заедно зубово. На здравје, газда Стаме. На здравје на сите. Заедно зубово. И пријателе да не испревариш среќата. Со човеков не брзај многу. Слушај, Димко, многу стока, многу пари, ама да ти кажам право и голема главоболка. Немој да не си ја земиш белјата на глава. Голем мерак имам да ја пробам среќата, ама од друга страна пак Јанза ме јаде, дали ќе знам. И слушај, еден аманет од мене. Вересија никому, чест секому. Господарот најдобро знае за таа работа и ако тој вели дека ќе успеам, значи дека ќе успеам. Ама пак вие сте трговци, вие поиќе знаете од мене. Така е. Вие да не мислите дека сум пијан јас. Не е тоа, не. Јас знам дека ќе се заврши работата токму како што треба. Утре ќе се договориме, да знаеш. Ако е така, ајде да мавлим уште по една. Ајде, Мејанџи! Јанџи! Ајде. Голем град, убав свет. А уште многу ли остана од стоката за продавање? Господарот рече за 3 месеци да се враќаме, а еве веќе полека 3 месеци се тенчат. Не остана уште многу стока за продавање. Ама се нешто се мислам и се врти низ главата да појдам јас во едно друго место, во еден друг град, во една друга држава и таму да ја продадам стоката. А ти да се вратиш кај господарот и да му кажеш што сум наумил. Ако ме прашаш мене, најарно ќе е целата стока да ја продадеш овдека. Лека, полека, после да си го фатиме патот и да си се враќаме назад. Колку е, толку е. Од тоа што си наумил, ниту побогати ќе бидиме, ниту посиромашни. Сиромашни сигурно нема да бидеме, ама затоа пак побогати ќе бидеме. Зашто се распрашав, таму стоката, оваа што ја имаме, е 3 пати поскапа од тука. Затоа појди и кажи му на господарот што имам наумено. Како ќе заповедаш? Мене господарот ме прати да ти се најдам, да ти помагам ако треба нешто. Сега ти заповедаш, јас слушам. Така е, затоа утре ќе појдеш кај господарот и ќе му кажеш што сум наумел. Така нека биде. Така нека биде. Ни го нема денеска пријателов. А рече, немојте да ве чекам сам да седам мејана како пијаница. Гледа го да ја, не може глава да крене.
му го нева пријателот со месеци. Му рекол да се врати за 2 месеци, а тој како во земја да пропадна. А велев ме, ама кому да кажуваш? Лазаре, Да. никогаш никого не слуша. Парно. Парно му е, така му треба. А? Еве го. Ајде, пријателе. Ајде, пријателе, ние веќе втората на крај ни и за трета ќе се фатиме. О, машала, тогаш јас две ќе се напијам наеднаш и таман ќе бидем на работа. Ајде. Мејанчи, донеси две наеднаш. Ајде, не стигнеш. Војном чарбаджи, две наеднаш. Во една или во две? Дај во една, ама во две. Ето се забај толку. Добар ден. Што се забај толку. Абе, Војном. ајде седна, ајде заедно. На здравје. Абе, сега те зборував. Стамене. Е. Кажувај, пријателе, имаш ли абер од твојот човек со многу ум во главата? Не седава толку стока на човек, што не го знаеш колку што треба. Бака, пријатели. Јас многу на срце не клавам. Стоката што му ја дадов на човекот, ајде да види. Ако е стоката моја, ќе си дојде кога тогаш. Ако не, ич. Добар ден, господари. Добар ден. Добар ден, здраво живо. Еве го помошникот на мојот помошник. Добар ден, момче. Дојдовте бе, а? Јас си дојдов, господаро, ама сам си дојдов. Тој ме испрати да ти кажам дека се е како што треба и дека не треба да бериш гајле. Каде е тој? Тој остана таму, со стоката што му остана. Рече ќе оди во друга земја, таму ќе ја продаел поскапо, со парите од таа земја ќе одел во првата. Не, од првата ќе одел во... Не знам, не знам како беше. Од Солун, за кај тргнавте од Солун? Од Солун Кавала отидовте? Не, за Цариград ќе одел, ама... Добро, Не знам. доста е. Ми се измеша во И умот. ова што ми го кажа, ако е така како што одвери, како што наумил, ќе се врати со големи пари. Дај Боже. Да. Не се лути, пријателе, ама ќе ти кажам уште сега. Ќе ја оплеска. Не. Ај ќе ви. Не. Ќе ја оплеска. Не. Добро, Не, ти викај нас, не. Стамене, многу стока му даде, пријателе. Не бе, луѓе, не. Слушај, оди ти сега дома и кажи на домакинката ручекот да биде точно на време. Веднаш, господар. Ајде. Ајде, ќе видите. Ајде со късмет. Ајде да видим. Димко, послужи се. Сполајте. За ова се вели да видиш да не веруваш. Вистина дека јас најмногу од сите верував дека не сум грешил во тоа што го правам. Ама пак дојде миг кога се запрашав да не сум грешил. Димко, мило ми е што го направив тоа што го направив. Се помачив, ама арни пари спечалив. А уште ми е помило што го научив занаето, што ја научив работата. Сега не ми е страф и на крај на свет да ме пуштиш. И ќе те пратам. Мене не ми треба многу. Дал Господ, спечалив, имам, а твоето допрва доаѓа, да знаеш. Ако сакаш, можеш уште утре да трниш. Голема радост ми го грее срцето за тоа што го направив. И би сакал уште утре да појдам на пат да видам дали тоа што го направив од пуста среќа или од знаење. Ама од друга страна пак срцето ми вели да си го фатам патот под нозе, да си појдам дома да си ги видам жената и дечињата. Ме радува што го слушам тоа. Така и треба. Така треба. Не треба да се вазнеш по парите па да заборавиш куќата, жената, децата. Не. Оди израдувај ги, а ако сакаш да одиш пак, јас сум тука. Ќе дојдеш, ќе се договориме. Димко, а можеш и сам, ако сакаш да си фатиш работа, да знаеш. А такво нешто никогаш нема да направам, господару. Па ти, господару мој, си за мене како Господ. И се што ќе правам за двајцата. Убаво ми е на душава што го слушам ова.
Туку ајде сега, кога се договоривме како двајца луѓе добри и со ум, да одиме во Меана, да ги израдуваме Лазара и Манаса. Да, а утре здравије живот, патот под нозе и дома. Арно. Ајде да го спиеме кафево. Куќо моја, последен пат те гледам ваква. Добар ден, домаќинке. Кој си, бре, ти? И што береш во мојава куќа? Домаќинке, јас сум. Жено, не ме препозна. На кого, бре, жено? Желки те изеле кога ќе ја земам она мотикана, ќе ти кажам ти на кого жено викаш. Јас сум Димко. Димко? Димко. Димко, се врати. Се врати. Леле, бре, Димко, а јас годинава ке ти пеев, оти мислев дека си умрен. Жив сум, здрав, прав и богат, жено. Прости ми вака со празни раце, ама товарот и стоката ќе дојдат до вечер. Ај сега да појдеме и да ти раскажам се поред. Да појдам. Не ми се верува што ми кажуваш, домаќина. Велиш, не сме сиромашни. Богати сме, жено, богати. Од сега нема да велам ум имам, пари немам, туку ќе велам пари имам, зашто ум имам. Децата, кажи ми, кај се? Арни се, Арни. Набав час. И јас бев досега со нив, ама дојдов дома за да им подготвам нешто за јадење. Арно. Прик вечер ќе се вратат. Брат ми како е? Брат ти. Што? Не му е арна работата, домаќина. Што? Велат западнал во долгови. Ја продава магазата. Вистина, дотаму е дојдено? Дотам. Не ми се верува. А и тој пак. Еднаш барем да дојдеше, бре, домаќине, да прашаше каде си отиден, кога ќе си дојдеш, редот да го направеше. Велиш, ја продава магазата, Па имало Господ и јас еднаш него да го начекам. Ке му го купам дуќанот. Две добра одеднаш ке направам. Ем нему ке му помогнам, ем себе кејфот ке си го направам. Ода место не ме држи. Почекај, домаќине, не брзај. Ама не можам, не разбира, жено, место не ме држи. Сакам еднаш да ме види со крената глава. Доста ме гледаше со наведната глава. Одам, жено. А бре, домаќине... Добар ден, брате. Ти си? Јас сум. Од каде вака? Шо ти текна? Не плаши се, нема ништо да ти барам. Дојдов да те видам како си. Тебе не ти текнува да дојдеш да прашаш за мене. Па си реков јас да дојдам кај тебе, да те видам добар ли си. Арен сум. Ти кај беше до сега? Те немаше да... Долга и широка е мојата, брате. И за тоа друг пат ќе зборуваме. Сега сум дојден по друга работа. Не знам дали добро сум разбрал и дали ќе сгрешам, ама чув дека си ја продавал магазата. Па, ако е вистина, јас би ја купил. Магазата е за продавање. Ама ти нема да бидеш тој што ќе ја купи. Може и да не се најде купувач, ама поарна ќе ја запалам отколку тебе да ти ја продадам. Твоја си е магазата, брате, кому сакаш ќе ја продадеш. Туку јас сакав да ти дадам повеќе од што бараш, за да можеш да се сафатиш за некоја работа, да почнеш пак одново. Не сакам. Ај сега оди си и друг пат не доаѓај за оваа работа. Послушај ме, брате, и продај ми го дуќанот. Зашто после ќе ме молиш, а и куќата ќе ми ја продадеш. Слушај, ај нема да те прашувам јас од кај ти е тебе богатството.
Ај немој сега да појдам да кажам таму кај што ќе те опитаат од кај ти е богатството. Ако не ти е срам тоа да го направиш, тогаш направи го. Јас немам од што да се срамам и да се плашам. Се што спечелив, честно си заработив. Ке те чекам. Море и куќата ќе му ја купам. Епа, Димко, Денеска се од мене. Ајде на здравие. ајде на здравие за добро да е. И да оди работата. И велиш, и Дукенот и куќата му ја купи, а? Да. Не најде муштерија, па мораше мене да ми ги продаде. Тој не знае дека добри да си го направи. Не. Ај, нам, човек. Во право е Лазар. Ти со тие пари, Димко, си можел каква куќа сакаш да направиш и каде сакаш. И Дуќан си можел и во Стамбол да купиш за тие пари. Така си. Ама тебе ти било жал за братот. Убаво си направил. И иш да не жалиш. За стореното добро, добро да си дочекаш. Ако сакаш, може уште веднаш да го направиме тоа. Да тргнеме утре на пат. Слушнав, во Цариград житото многу добро се продавало. Можеме да направиме големи пари. Многу ми се оди, да. Многу ми се оди, ама не сега. Ги немам видено ни жената, ни децата и не е ред веднаш на пат да појдам. Дојдов само да ве поздравам, да ве почестам, а потоа ќе одиме за Цариград. Ајде, Димко. Меанџи, Ајде, Меанџи. Меанџи, донеси печено месо, Јарешко. Се што има се на моја сметка. И другите што пија. Ајде за добро. Ајде, Димко. Ајде на здраве.